Докторката Благовесна Фортомановска, која беше прераспределена од болничко-стационарниот оддел и на нејзино место беше поставен сопругот на новата директорка на Охридската болница, во телефонска изјава вели дека за причините дознала од медиумите. На Фортомановска е нејасно како може причина за прераспределбата да биде нејзината субспециализација, кога и други раководители на одделенија истовремено и субспециализираат. Причината за разрешување јас ја дознав од медиумите, практички. Бидејќи во кардиолошки завод години наназад оделе на субспециализација доктори, кои што били на раководни места, а не биле разрешувани ради субспециализацијата. Значи, ова е за прв пат да се деси дека ради субспециализацијата сум разрешена од тоа место. Фортомановска 17 години работи во кардиолошкиот завод и е магистар по кардиологија. Таа до неодамна била и член на управниот одбор, но си дала отказ поради, како што вели, недоразбирање со директорката. Јас во моментов сум без со најмал коефициент, значи со најниска плата и сум распределена на место кое што нема никаква, да речам, раководно место, затоа што таа нагласи дека сите имале раководни места, значи јас сум на ниво на општ специјалист интернист. За овој случај за смената на кардиологот Бакрачевски антикорупцијската комисија отвори предмет. Екс-градоначалникот на Охрид беше вратен на работа на пониска позиција. Од Министерството за здравство пак тврдат дека вонредните инспекции утврдиле дека разрешувањата и именувањата биле во согласност со степенот на стручност. Напоменуваме дека во установата, независно на кој одсек се водат вработените, постојано ротираат на сите одсеци. Така што и доктор Никола Бакрачевски, откако е вратен во заводот, вршител интервенција коронарографија. Во врска со наводите на доктор Зоран Доневски, распределен на работно место раководител на стационарно-болнички оддел, неговото работно поместување е по хоризонтала заради заминување на претходниот вработен на тоа работно место на специјализација во Скопје и дека во тек е постапка за известување на Државна комисија за спречување корупција. Иако не сакаше да коментира дали станува збор за политички пресметки или личен реваншизам, директорката на Охридската болница пак остана без коментар.